Драги приятели, пред да почнам, сакам да поставам две прашања. Дали живеете најдобро? Не! Дали навистина сметате дека овие кои имаат апсолутната власт се навистина најдобри како што тоа? Предпоставите дека таков не говорат, бидејќи секаде каде што пропатував из Македонија, буквално секаде иста е реакцијата од нашите сограѓани. Не само што не живееме најдобро, туку може би живееме најтешко. Реалноста во која живееме, драги пријатели, тешкиот живот, немањето на пристојни услови за живот, го дават одговорот кој што вие веќе го дадовте. А тој треба да се заокружи со вашиот глас, со изборот од дека по македонски брод на 17 октомври. Кога народот ќе биде силата која што ќе ги донесе промените. Вчера иако стана јасно по пораките кои ги добивме како држава, дека Европската унија со Зоран Заев станува далечна цел, а односите со Бугарија никогаш не биле полоши, сепак Зоран Заев своите митинзи ги започна со пренесување на поздрави од Европската унија, бидејќи само тоа им остане. Јас нема да пренесувам поздрави, јас се кажам една шега која се кажуваше вчера меѓу луѓето, бидејќи велат духот на народот, срцината и мудроста се сочи во тоа човек да се насмее дури и тогаш кога тешки облаци надвиснале над нашите судби. Се возеле во авион Меркел, Макрон, Радев, Јанша и Заев. Кога најдеш пилот вели авионот се расипа, мора да напушти мисијот. Арна во авионот имало само 4 падобрани. Го зима Макрон првиот падобранец, Риба, вели мора да ја спасам Франција, не смеам да завршам вака и Риба од авионот. После него истото и Радев, го зима падобранец, вели тој мора да спасувам Бугарија, не смеам вака да завршам, Риба и тој. Доаѓа на редот Зоран Заев, зема и тој става нешто на дрво, и ја мора да спасам мојата држава, и да се нема да не кажа, што не забрането. И остануваат уште Меркел и Јанша. Меркел му вика Јанша, види, јас сум во години, ќе остана мега, ќе се жртвувам и за Германија и за Словенија, земајќи ти последниот падобрани, спасувај се. Јанша вели, има уште 2 падобрани, бидејќи Заев рипна со твојот ранец. Ете, така, драги мои пријатели, Зоран Заев се однесува како во оваа шега, со ранецот кој мислел дека е падобран, импровизаторски, формално, без суштина, фалсификаторски. Но тој создава проблеми, без да биде свесен за последиците кои ги прави за државата и идните поколенија. А се грижи само за својот и спасот на неколкумина околу него. Се однесува како опозиција, а го оплечка народот. Се расправа за некој минато време, кој никогаш нема да се врати, како што и неговото нема да се врати после 17 октомври. Драги пријатели, тоа е во минатото и се бори со замислени ветерници, затоа изгледа отсутно. Неговото мало сутра, пред некој ден, не врви повеќе. Впрочем, тој отвори 1000 проблеми и во моментот кога храбро и лесно подпишуваше договори, не гледаше подалеку од носот и не можеше да предвиди дека влегува во тежок осет, распродавајќи идентитет, историја, нешто што никој претходно не му паднало на памет да направи. Заедно ги создаде проблемите со Бугарија, а викаше дека ќе нанесе во Европската унија. Само договорот требало да го потпише и работата била завршена. 52 месеци. 5-та година истите работи. Крита тензии во општеството, преку амнестирање на криминалот и заедно со други се лице и опачина. Одговорете си самите. Има ли живот во Македонија? Донесе ли живот овие 52 месеци како се власт? Одговорот верувам дека овде во македонски брод е исто како и на секаде во Македонија, не само што не донесе живот, туку пекол направи и од тоа малку живот што имаш. И не верувајте
on je izjavi na Zoran Zajac, koji je plaši javnosti, kako došlo pomalo DPMNE, gdje se skladalo su sosedite i sve tako do beskonačnosti. To je podatak očenik. To je iz svega kolemići i ima pusta želova, da se nekako vošeno stavče od napor nekojke dojde i to ih je ljude spaseno. Pročištane. I od međunarodna zemljica i od naroda te pročištane. Zato što svi te zna da ga Zoran Zajac je delot problemot, a ne delot rešenje. Ja si govorio da DPMNE imame najbolje vrednosti su susjediti. Zato što ki ih počuvam, no nema da ga lažeme, da ga seki i potpišeme. I nema da se sramam, da baram isto do toga što ti je govara od nas, da ga ispolnat ti je za nas. Zato baram i reciprocitet. Da sve što bara ti je od nas, treba i ti je da vratat u ista metka. Niko je veke ne veruje, koga Zoran Zajac zborova za evropske vrednosti. Zato svakam da mu kažem nešto za evropske vrednosti, vidjeti ja sam odredan period u svojoj živosti bio delo ta Evropa, tamo sam se obrazovao. U Romaniji, na primjer, zemlja členkana Evropska unija odnesla ostavka koga bolnica se zapravi. Pa na vlada. Tuga je uvedila neka za 14 živi izvoreni kabel od novinara. Evropska vrednost je da ste najkorumpiranata zemlja u Evropa. Evropska vrednost je polovina milion građani da živa su samo 150 dana. Evropska vrednost je kriminalci namestilo zatvor da se na slikicu premijera i ministra za policiju. Evropska vrednost je da se krije pari po Pandora Fitness. Odgovor od mnoge prašenja je go najdete opuštena laga na Zoran Zajac da je nosao u Evropska unija. Vučić predstavljalo pa Srbija veli nema Evropska unija za regionov, Rama, predstavljala Albanija, veli nema Evropska unija za regionov, Đukanović, na Crna Gora, predstavljala veli nema Evropska unija za regionov, Macron, veli nema odmah Evropska unija, samo Zoran Zajac veli gotovo je ke vlezeme i se sikavame na ona slikata u aviončeto, so pare se krenat nagove, koga sike nas nalažiše, deka samo što ne sam počela da pregovaramo s Evropska unija i da vidame delo ta ista Evropska unija. No za žal, 3 godine potova, ostala samo slikata s aviončeto, niti pregovori, niti Evropska unija se slučuje. Zato potrebni se promeni, dragi prijatelji, zato vlasta je splašena. Zato mora da stane na opštenstvo kada imame sistem na vrednosti, kada je razgovarane za projekte iz zima. Danas se sakam da mi dozvolite da posvetam i demanje na dve mnogo značajne realnosti. Prva je zgrozuvanje od toga što saka da odbegnata odgovornost za 14 izgorene ljudi u Veduvajkine neka kabel odgovorina. Niko je neće pojeće neka Zoran Zajac je bada da razreši Filiče samo dok najde od 1000 Filiče na kabelu, no ministra za zdravstvo i njegovija zamjenika je direktno nadležen za bezbednost na uvjetom objektite su koji to ime načinu. Filiče može da ga nosa na mitinzi onaka iz znakezen nastajan kupu sakrat, da na kraju po prevzemanja to na vladata ili izinatu upravujeme strana na komora da pomene svi ti odgovarati. Od prve do posljednje. Втората работа е големата загриженост од инфлацијата, односно намалување на стандарот на граѓаните. Тоа е голема тема во Европската унија, за која што пред некој ден разговарав со чиновниците и политичарите во Европската унија. Само тука во Македонија Заев се уште не лаже дека ќе донел плата од 500 евра после 52 месеци и 5 години испокрадени, оплячкани стотици милиони евра од неговата фамилија. Може да каже дека и 1000 евра има плата, но ако 2000 евра за сетошоците за живот, забавила си тие 1000 евра. Сите цени на производите драстично се зголемени и предстои ценовен шок. Додека ова договора се поскапува цената на бензинот, на светските бензини, се очекува повторно ново зголемување на цената на бензинот и нафтата, со тоа цената и на продуктите во продавниците, зетинот, млекото, брашното, а она кое што
Isto tako se očekuje zalevanje na cenata na električna energija, nešto što bo zborilo nekaj podolgo vreme. Prvi to, ki bo počustila kompaniji stopанството, а потоа и регенът. Внимавайте добро. 52 месеци се власт. Има потрошено ни помалку, ни повеќе 16 милиарди евра. 16 милиарди евра потрошија пари на регенът. А ветува раст на економијата од 5%, успеа да донесат едва и скромни 4 пати помалку. 1,25%. За овие 52 месеци, секое семејство во Македонија го задолжија за точно 4.500 евра. Секое семејство во Македонија изминативе 52 месеци плати точно 4.500 евра, за да може да трае политичката кариера на Зоран Заев. Затоа, драги пријатели, 17 октомври е денот кога треба сите ние гласно да зборуваме. Како ќе зборуваме гласно, рано наутро, да излеземе масовно и да го заокружиме бројот 7. Да заокружиме да имиот градоначелник на општина Македонски Брод Жарко, да победителната листа на коалицијата да обнова на Македонија приходи да зова да допомне. Пред 4 години доаѓа тука во Македонски Брод и ветува безбеден мост на река Треска, изградба на модерен кеј, реконструкција на постојните колектори на отпадни води, изградба на автобуска станица во Македонски Брод и што ли уште не се излажа. Отвори уста, зина, излажа. Исто ти сега, поставам, ќе дојдат, ќе ветуваат, истите луѓе, истите ветување, ќе велат, сега готово, сега сигурно ќе го направиме, но чим ќе ве погледаат в очи, знаете дека истите тие ве лажат. Затоа ќе ми дозволите да кажам неколку зборови за Жарко. Човек кој што е председател на Општинскиот комитет на Българот ДПМН оде во Македонски Брод. Пред да кажам неколку реченици за Жарко, ќе ми дозволите една невистина која што е сушност за Македонски Брод, која што вела дека се ширела дека низ Македонски Брод имало еден друг кандидат кој што вели дека е независен, а во суштина е премногу зависен од СДСМ и се представило дека тој друг кандидат на Българот ДПМН. Тој е срам за Българот ДПМН и тој го издаде Българот ДПМН. Българот ДПМН има еден кандидат и еден градоначелник, кој е Жарко Рицевски. Драги пријатели, вие најдобро знаете дека волкот влакното го менува карактерот не. И затоа тие нови избори лажат, бесценно лажат. Нам треба да создадеме нова иднина. Нова иднина основана на надеж и шанси за обичен човек. Надежта е способност да се види светлината и покрај сите темни. Иднина и надеж која ќе донесе промени, проекти и победи. Иднина која ќе стави крај на сите порази и неуспеси во изминатите години. Иднина и надеж која ќе смени сликата за македонската политика. Иднина и надеж која ќе ги направи општините да му служат на народот. Иднина и надеж која ќе значи почит за земјоделецот. Иднина и надеж каде работникот ќе има повисоко својата улога од политичарот. Иднина и надеж каде славите ќе има заштитата, а силните нема да ја злоупотребат силата. Иднина и надеж во која ќе се знае дека народот е вистинскиот стопан во својата Македонија. Затоа, драги пријатели, излезете новија локални избори и гласете. Затоа што ќе мисла дека водат државата правилно и ќе продолжат да ве злоупотребуваат вас и вашата добрина. Со молчење, сите ние стануваме соучесници во нивниот грабеж на Македонија. Тие сакаат да останете дома. Вие покажете жилавост и излезете да гласите. Големите одлуки зависат од народот. Тоа се моменти кога треба да се биде гласен. Нашиот народ знаел да биде гласен кога тоа требало, да биде првпрсен, одлучен. Така беше
на референдумот во 1991. Така беше за времето на Асмон, така беше за времето на Илинден, на амерички камени напати во минатото. Така ќе биде и на 17 октомври, кога нашиот народ излезе масовно и ќе заукруши Севум да е нагорена победа на голема запомнение и коалицијата за одбрана на Македонија. Ова се избори кога имаме шанса за промени, големи промени велики граѓани. Шансата е пред сите нас. Ние мораме да ги промениме работите. Излезете и покажете дека сте за иднина која заедно ќе ја создаваме. Или пак навистина се чувствувате најдобро како што вjerувате. Шансата е во вашиот глас. Вашиот глас е вашата првост, вашето не. Затоа тие да продолжат да крадат и печелат на вашиот грб. Или вашето да за иднината која што ние заеднички ќе создаваме. Изборите се шанса вие самите да одлучите и вашиот глас да биде слушан. Изборите се шанса за питкото мнозинство. Вие, пристојните луѓе, на кои ви е прекуглал да бидете пресокнувани, омаловажувани и тргани настрана. Вие кои имате став за работите, а не ве прашуваат, да не дозволиме апсолутна власт во рацете на човекот кој што таа власт ја злоупотребува. Време е за промени и шанса за нова иднина. Време е да се чуе гласот на тивкото мнозинство на реалниот човек. Вие сте силата на оваа држава и во вас е клучот за новата иднина. Иднина што ќе донесе промени. И вие сте силата на тие промени. Промени во сите сфери, исполнети со реформи и развој. Иднина на проекти и тврсто даден збор. Затоа треба сите заедно да се избориме и да создадеме на нова иднина. Заедничка иднина. Иднина за сите вас и за вашето семејство со кое што ќе се гордеете. Така е! Слушам на крај ќе ми дозволите една порака до Жарко и до идното мнозинство во Советот на општина Македонски Брод. И убаво кажа, имаше еден голем сон. Тој голем сон нека трае и кога ќе бидеш градоначалник на Македонски Брод, работи често, работи одговорно и оно што е многу важно, работи напорно и вредно за овие луѓе, бидејќи ова се луѓето кои што денес се те подржуваат, заборави на канцеларијата, заборави на кожната фотелја, ќе видите во општината, туку треба да бидеш слуга на овој народ. Заедно со овој народ, кога треба да му помогнеш во општината да му помогнеш, кога ќе треба да бидеш со него онаму каде што си потребен да бидеш и прави големи работи. Нас не треба крупни чекори за да излеземе од ова политичко мочуриште во кое што овие политички измамници и кратци не турна. Затоа, Жарко, нека ти е со среќа, да чекате се 10 дена напорна работа. И след 10 дена напорна работа, за една голема победа за помена допомна и коалицијата за обнова на Македонија. Да сте здрави и живи, да не петери некој Македонски Брод поред сието и нашата прилога Македонија. И благодарам се.